А ја што кажувам? Химната не ја пееше. Добро. Абе, виде дека и пишав на таа. Не. Ај химната ја пеел. Сте го пишале сега ова на латиница, па сега на овој го снимаш ли се? Да, го снимам. Да го ставаш. Да, ќе го ставам. Значи што ме нервира многу кај нашиот народ. Значи гледај, ќе победиш. Злато направил све. Све направил. И ти му се фаќаш за нешто Дете, мало. опази, се бори 4 борби дневно. ММ се бори, не се бори, не знам што. 4 борби Да, дете имаш. Медалите ги дава у 12-15 вечерта. Го не знае кај му е главата, разбираш? Исто што. И сега ти не ја пеел химнат, а он гледаш знамето го носи, се поклонува. Имаше кај мене. Каже ти на ова мирно да стои. Мирно да стоиш. А ти си треба, па, ама нема, треба да ги прашам изгледа што Ама сакаш. гледај, ако ја пееш химната, после ќе се вратам дома, Зашо? тој си го пишал текстов на латиница, па ние си имаме Да. вакво писмо друго, ајде, поминало и тоа. И тоа ќе направиш. Абе кај го најде ова знаме да тоа другото направи. Да, бе, да. Не Или може. може не си фатил добра интонација кога си ја пеел химната, сееш. Некој, не знам, глас не си преводил. Год се си гутнал, не де Ја Боже. ти гарантирам да ги прашаш луѓе во 70% ако ја знае цела химна да ги спречиш. Тоа држи вода. Цела пред, зборам за цела химна, не зборам за делови. Да, цела од А до Ш. Од А до Ш. Ај добре ми дојдовте у Каркас, овако официјално. Ајде добро те не. Сигурен сум дека ве знаат сите, затоа што направивте бум таму каде што требаше да направите и донесовте многу медали. И тоа ме прави посебно горд што се знам со вас двајца. Кажете ми, вака, отпосле чувството како е? Кој сака прв нека почне? Ја ги ти кажам како тренер, како татко, како спонзор, како психолог, како све. Како све. Значи, знаеш, сите овие моменти што се претходно припреми, ти стварат некоја нервоза. Како доаѓа она крајот, се поголема нервоза. Се чекаш, знаеш, да дојде да се деси тоа. После тоа е ерупција, нели, на позитивни, на негативни критики, емоции и така натака. Али е животно искуство. Така се школуваш, така растеш, така јачаш. Ја, например, многу ми е мерак што со децава како растат, боречки вештини, како боречки вештини ќе научи секој клуб. Да научи да го цени животот, да научи да, например, да правилните вредности. Значи, он ако дојде на тренинг и он е како што треба на тренинг педантен и одржува хигиена и релација со другите како што треба у клуб. Ти си го школува, си го направил него кај да го вработиш утре. Да. Да биде како што треба. Значи, дисциплината у принцип е пресудна за све, за да успееш, за успехот. Така, ја по Дани највише викам. Па, Најблиска ми и најдобро ми е за пример. Тоа 100% Да. се кажа. тешко ли е да работиш Дани со татко ти? Па, Тежок ли е човек? не се забркам. Па добро, но Не смееш да кажеш се. зависи ако сега на некои моменти да ќе ми викне не вака, не така, ама сепак наоѓаме на крај решение, некако се снаоѓаме. Има ли несогласувања док тренирате Има, така, ехе. да се препукавате кога не може? Реално гледам, на пример, ја затоа ја пуштам, така ја почнав усве. Ја пуштам ке Пецески за вежба. Уну последно време се остручи за еден дел од ми страшно. Он кој ќе каже, него не му кажува тато не вака, не онака. А, него не сме. Да разбираш, ја на секој прашање 100 одговори имаш. Па добро, да, дека ти си татко и те осеќа поблизо, ти сега мора да нешто да си кажеш. Проблем. Дани, како е да бидеш вака европски шампион? Многу Мислам, како е интересно. чувство? Многу убаво искуство, само што не успеав убаво да си го прославам. Зашо? И имаше после тоа, Беше... Па чекај да се тоа. ај кажи го. Тргам за да излезам од салата и трчаат по мене со листови. Бевте избрана за допинг тестирање со нас. И сега јас мислам нешто на брзина, дали крв взимаат или нешто. Ајде, мо крача, требало, не знам, мислам дека 2 сати чекам. 2 сати. После ВАДА, што е Светската асоциација за антидопинг, они прават, да речем со АММФ има направено договор и они прават рандом бираат борци и идеш на кај нив таму на од крв му крача од едно од друго, од трето, од пето, ама тоа трае. Пази, после борба ти си исцеден, цела течност е После на тоа што си исцеден, И они те ама замарат. влага со тебе увеци и вака те гледа. Те гледаш И не може да шопре, ми станеш. Викам, добро, крв не може да ми земе да. Не, вака мора.
2 сати. Добро, и тоа е ново искуство, да. Значи, Ама не можеш оној момент кога си најсреќен, кога само што си победил да идеш А, да го они прославиш со песни, тие што Тамара. набивале. И сега јас го поминав увече. Да. Глупаво, не знам. Ама е тоа. а кога се врати тука? Добро, кога се вратив тука, се вратив па касно, некаде на крај. А Јас вие стварно одма се пос, бавиле, беше. одма Одма после 3 сата, тргна. варе 4 довме тука. Да, и вчера го поминав цел ден од спиење, уште не можам да се... А имавте ли имаше ли поддршка од нашиот луѓе, од медија, од све тоа што очекуваше ти? Да, ние го Или- направивме, ние претходно, пази, јас се ослони претходно на телевизија, на портали, на државни институции, тешко идеше. Си направив една приватна екипа, да кажам, од мои блиски луѓе ученици, каде што буквално ја целата работа ја тераме, кампањата претходно, за време на и потоа. Значи буквално у секој дел на работите како се одвива, ние имавме некој сценарио направен. Значи спремни слики за тоа, спремни слики за тоа, видео направени, мејлови пишани до порталиве. И затоа направивме така, добро беше што Марко понеделникот победи, направивме бум, нели, до Бум, петокот, да. па Дани се бореше, па сабота да се бори до 6:30 кога се сите дома, па арена уживо и тоа све си. Значи све на Повеќе. приватна режија, као мислам ти си потегнал за све ова. Да, ама и спонзори, еве Моцарт на пример, втора година како не поддржува добро. Втора година кај што стварно помага финансиски. Стварно Да. без не знам овие други спонзори се имавме Кожуча, Касинал, КСКФ, кај што дадоа исто по некој динар, ама по некој динар 500 евра, 500 евра, 500 евра Да, ги се собереш. собира, да. Се баре ние лани на пример имавме проблем да отиде. Ама секој денар е важен, нели? Важен некако не е важен. Пошто не е ова само така и иди тепај се и врати се и толку. Па види на светското првенство за мене за Дани плати 1000 евра за котизација сам. Само за котизација. 650 евра е за неј, за 350 за мене како тренер. Лидарчи. Значи Кај јадење, пиење, спиење, карти и така. мати све. Дани, кажи ми, не ти е ова прва медалја, така? Не, на минатото европско освои второ место, ама тогаш бев ептен тази, имав само една борба. И тоа борбата ми заврши ептен брзо, онака за 15 секунди и немав баш искуство и ние ајде директно на европско идеме. Првата ја победив, полуфиналната, и тоа имав перформанс of the day, ама финалната имав некои здравствени проблеми, немав кондиција воопшто. И паднав. Прва рунда ја фатив, убаво зафат, ама заврши рундата. Втора рунда имав победи за зафат и трета рунда глупаво некако ја бутнав, она ме затвори со нозете и дремевме таму една цела рунда и сега на крај по судии некако 2-1 испадна, 2 рунди ми земал она, една јас. И така И фактички победи- на победа. Така, ба се. Ама добро се. Кажи ми, кога би ги споредила лани кога ги изгуби филингот и оваа година кога победи. Ти е криво за лани? А добро, сега пише ми е мерак. Не, што знам. Нема некои работи се дешаваат некогаш нешто да не науча да видиме да направиме, и тоа е нормална работа. Нормално искуство си Да, искуство е плюс, али е добро и како момент, како знаеш она труд работиме, јас sa клубот го имам. Вчера баш рачунав 30 години ја го водам. Ја вежбам 36-та, 7 година за колку вежбаме таму. Пред да се роди она. Имаше ли уште тогаш замисла дека детето му е Не, некогаш? не сум идел на тоа, кај сак имам ја дете, па детето ќе биде. Ја да бидем искрен, на балет ја носевме, на тенис ја носевме, не знам на што. И Да, имаше кажува. да, дај да идам да вежбам. Па да, кога бевме дали во емисија збор. А Дани, како, кажи ми, ете, пошто ова е реално, мислам реално. Не е веќе машки спорт, него е за сите. Имаш ли некои предрасуди, не знам, што се дружиш со луѓе, со ова, као, што бараш ти женско да се бориш? Има, да. Што правите, се кршите таму, па ти девојче, ајде да те повредат, што правиш? Баш кажуваше на важен неговите гледали и вика, леле, кој го пуштил девојче, да се ти... Све јас сум крив. Бабата исто. Леле, кај го пуште, вие дали сте нормални со детето што правите? Сега кога освои златна медаља? Добро, честита си ама пак она, леле, да не ти степа, нешто да не ти направи, ама како така не ти е Значи страв? пак се со... Има. И тоа поготово по старива, дека уште им е ново. Да, уште не разбираат и... Але гледај, ние се бориме од која на Николче, која година е првата? Николче, ој мој Николче, од моје малоше. Петрески. Па не знам, тоа со Бојан Крицовски тоа беше у неготино, не знам пред колку години. Па клубот ни работеше некои
15 години ми работи, ама го стев на автопилот, гледа по Македонија многу политики, вака, така. Сите сака да вежбаат ММА, а не вежба ММА клубот му е за друго. И са лани запнаа Србија, тај ме вика влезе да ви у Светска федерација, вика има Косово, има Албанија, има Сите имаат. Бугарија, ова Црна Гора вие немате. Негев и Слободан, Максимовиќ е пријател еден мој од Србија. Он ме натера некако, па седнаа со председателот на Светска федерација, ми се јави заедно, ваму и така влегов понатре. И сега ти си председател на наша И си дав задача официјално да ти кажам. Избеше не работи пошто Македонија сменили. Ти она знаеш, Алиса кога влегла у земјата на чудото, не знаела дека се вика Македонија. Да, се чудела. И сега лани вика мајке си даме на задача да направиме ние успеси, ние направивме успеси. Сега муабетот е друг. Арнам. Од лани до сега освоивме европско, бевме на светско, турнири освоивме. Но каде да идете носите медали? Да. Правиме, значи децава вежба, стварно имаат, значи у перформанс центар имаат топ услови за тренинг, од сауна. Ние порано кај сме, ние у првата сала тоалет нема, еден прозор имавме, немаше вентилација. Збори за доле кога почнуваше. Да, со джитком да навре. Значи овдека се имаат сите услови. Све имаат да вежба, само треба да дојде и да вежба. И вежба. И имаме добра стратегија, добра надоградба на секој ден се трудиме. Например, Пецеску за време страшно ми напредува у тој дел. Затковски го интересира поише. Јас сум тука цело време да ја координирам тие работи. Добра екипа се, добри спаринг партнери, све тоа заедно дава нешто. И сега прошлата година официјално станавме дел од светскава фамилија, ама подпишеше федерацијава наша. Јас сум са председател на Македонија за Македонија под светска федерација. Кај нас се уште у Македонија немаме одвоено ММА федерација, туку дел од BJJ. Ќе видиме како ќе иде понатаму што ќе иде. Али функционираме, еве сега бевме на состаноци таму со председателот, со заменикот, со тие што се одговорни. Топ. Сега се погоди ова и Марко и Денишо победија. Автоматски те знае многу повеќе, пошто знаеш. Тоа ќе те прашав дали овие две злата дојдоа до нечии уши. Дали оддекна баш до тие уши што требаше да слушна дека постоите. У Македонија ми е битно до нечии уши. Тоа зборам за Македонија. Дали стигна? Стигна, гледаш, значи ја не видов негде дека некој да не честитал, да не споделил, да не напушта. Добра, пази, спорт кога се работи, што и да се деси, треба секој да сподели ако успех на Македонија. Нормално ти го носиш државното знаме, ја представуваш Македонија. Кај нас ја те сакам, ти не ме сакаш. Овој вежбал вака, овој не. Да, тоа мислам за останати сме у тој дел. Малце сме љубоморни, малце сме од завис, све на куп. Ти замисли заедно да земеш да вежбаш, да приш припрема. Па ти идеш некој кикбокс клуб, па идеш некој борачки клуб, па некој боксерски клуб. Сите со сите знаеш да си помогне. Проблем е кај нас у Македонија, како некој феномен сме, не знам. Да, како може некој да успева, а ние да не. Знаеш, пред некој ден баш размислувам, намерно ни се дајни 2-3 работи, увек да мрчиме нешто. Еве кирилица, латиница, 2 знамиња, не знам, 2 имиња, цело време нешто да се караме. Да. Што и да направиш, ќе ти најдат некоја замерка. Така во факт е, ти ја правиш емисија, еден ќе ти каже добро, други ти каже што се возиш школа. Само мене не ме боли, кој што сака си гледа, кој не има блок, нека ме блокни, тоа е тоа. Дани, кажи ми, знам дека Ивица каже татко ти дека те носеле на балет, сакале да те запишат, си требала балерина да бидеш сега. Преокретот ти као од така од балетна тепање. Со тенис имавме тука близу кај што живеев. Тренинзи, ама нередовни, кога како ќе се погоди на тренерот, денеска имаме, не е интересно, не ме влече онака, не се пронаѓам. И мајка ми едно време вика, ќе запишам Дани на балет, вака така, кидам јас, не знам, ќе вежбам некој у друг клуб. Јајде, окей, сме договоривме така. Тетка ми купи одело, балетанки, све готово ме спремија балерина да бидам. Ти сакаше? Па интересно ми беше на почетокот са ама некако прв тренинг едно исто на памет ми ще го учиш тренингот и ти е досадно сега како дете бараш нешто поинтересно кроз игра да ти биде интересно. И сала татко ми дека по турнири лево десно ја ги гледам момци и некој така му спомнам кога да дојдам да вежбам. Да пробам. Што ќе правиш ти у сала? Со кој ќе вежбаш? Татко ти? Да. И после некој време... Ма немавме група за деца. Па немаше ништо. Немаш, онака беше. И како на комшии на детето, не знам како се викаше него.
Да, тие двајца. Ајде као да вежбаме Двајца нешто вежбаме. Еден со тренер, Тања. двајца ученици. Да, и така почнав, и така после тоа отворивме група за деца, па излезе некој турнирче у Бугарија, па таму се преварувавме, сите тројца победивме. Значи ова ти било И интересно и си си тргна. продолжила. Да. Добро, тоа е. И првото се бореше со машки, однесовме до Бугарија. И вика тому тренерот, нема, вика, момичета, нема. Како бе, нема? И сега 7 сати возење до Монтана. Аха. Што правиме? Па ништо, вика, да со момчињето да пушти. Па што знам сега, не знам, знаеш, Да, прв пат ми е. девојче. Па ај пушти две борби, двете ги победи на. Со Да. машките? И беше незгодно за прво место женско, второ Да. машко, трето машко. Имаше у Бугарија у еден весник или ни праќаше. Да, со Добро, со момичето со розовото кимоно, Да. така беше. Дека ги истепа машките. Машките, да. Незгодно е, пази, сега ти си татко, така, кога Да. си одној со синот. И ти изгубил женска, треба да се пофалиш до. Да, да, добро. А и овде во Бугарија мање више, у Италија кога бевме на Египет и у Рим, стварно тие момчиња способни Спремни. такмичари. А има сега и во способи мислам дека. И едниот да прави кариера, прави сега те прво место женско, второ машко. Значи, девојчиња испадна по... Па до 12 години да ти кажам, у килажа ако се исти се попаметни од машкиве и подобри се. Да. После више пубертет овона. Ние А. побои стануваме, нели, Да. како растеме машки. Дани, кажи ми за тренинзите, напорно ли е, како се Па, спремате се, Ивица додаде нешто ако И мислиш дека. понапорно Еве за народ. конкретно за ова сега за Белград, Така. спремањето. Па имавме тренинзи од Сабајле, кај што работиме специфичен спаринг, например на некоја позиција каде што ми е послова, или кај што има другиве проблеми, разработуваме таму техники. Навечер исто така на тренинзите. Интересно беше тоа што, еве сега, Марко, например, се најде во многу ситуации кај што на тренинг имаме многу сати по минуто да не може да го бутнат, не може да му дојдат до зафат за да може да го бутнат да го совлада. Се гледа дека има искуство во таа ситуација. Исто така идам и на BJJ тренинзи кај што работиме бразилска џуџица, така ќе Ние го припреми 3 пати дневни матери. Значи еден се бајле 2 3 пати дневно. Да. Ту... Сега замисли, сега кој ќе ми кажеш ти пола сат до теретана, Да, умрев денеска, доста ми. Мене ми е смешно, пола сат се загреа. да. Али тоа е тоа, ако сакаш да направиш успех, нема друго, разбираш. Да. Бе тоа од нивна страна е супер, само ти кажувам да може оние финансиски параметри да ги средиш кај децава, да може да доаѓа да вежба и он да гледа некој бенефит од тоа, разбираш, да му биде мерак. Па, Еве тоа е земал некој мотивација. пара, смо бил платил нешто. На некој начин. Еве буквално ги носиме сега, све беше платено. Тоа не се децило никаде сега. Добро, тоа што се, мислам, што тренираат, што нели представуваат, ти зимаат ли пари? Не, Борачи, О аматерскиот, или аматерскиот ММА не. После у профитот да. Аматерскиот ние до сега не знам колку години веќе федерацијава постои 13-14 години, се такмичиме у BJJ со тепаве пари дај. Таму нема никаква награда. Медаља и свеќе Да, е и некој. цвеќе, Да. значи нема И некој. тоа свеќето ќе ти го земат надвор, пошто тоа дук треба да му го дам. Аха. Така да нема ништо. А сега у овие други ве, да кажам, у ММА, кој ќе влезе у профит, тоа што е друго. И спонзори и не знам друго. Знаеш, јаш На една друг борба, е, например, се бори она, не знам, 15 години се бори, нема ништо. Мгм. 2 борби, 3 борби лани направи ММА и одма рипна пута 10. Популарност. Да, дефинитивно. А кај нас мислиш дека е популарно или сега тек почна да Не, биде сегде е популарно? популарно, ама у задње време, уште лани му кажав и на мојот тренери им објаснав некоја работа. Сега викаме созреано, направено, може да влеземе да направиме. Пошто највише што ме нервира е импровизација. А кај нас, за жал, импровизација не е све. Па да, Пошто? симпатично. Порано може било ММА, ќе вежбаш борење кикбокс, пушти го на ММА, ќе победи. Сега се смени тотално работа. Сега вама имаше борби да видиш, па не знам, во UFC нема такви борби. Ова беа тек- само джуниори или имаше све? Све. Сите категории беа, имаше околу 1080 пријавени, Луѓе имаше публика? публика не многу, пошто не се слагам сега со ММФ за таа работа, они стаја на трибините карта да се плаќа. Кај нас сега Балканов малку со картите се скарани, поготово на ваков турнир. За финалето исто, треба да се направи малку медиумски на друг начин да се направи. Пази, кога се прави турнир, пуне стадионот. Кога се прави приватен, кога се прави вака, е отворено, не е главен таргет публиката. Пошто иде тоа на ММФ ТВ, иде онлайн, цел свет го гледа и со коментатори со ова сона,
и многу не му се дава внимание на овој дел. Додека у ова да кажам, овие што се професионални како UFC, како One, на друг принцип е таму. Таму е све пари. Да, значи се е маркетинг. Секое појавување, не знам, да се фатиш за глава, за облеката, се тоа пари. Јасно. А Дани, кажи ми, имаш ли некој ритуал пред борба? Не, ништо. Немаш Само ништо Ме посебно? прашувам, баш и у школа нешто зборевме, вика вие спортистите на највише. Мада, јас конкретно не, ништо. На у школа кога идеш ти се плашат, ти се тргаат од тебе. Поготово сега со злато. Не, доста сите ми пишаат Го носиме златото да го покажеме, да го видат луѓе. На кој конач? Да, двете. Ова е злато. Ова е стварно злато. Држи малку. Држи. И Ивица, кажи ми, колку си ти горд, татко, на Дани? И за све што имаш направено за нези, и што има успеано. Види, како татко, поготово у борички вештини, кога, ете да речем, татко да го тренира своето дете пат на сабува, имаш, да речем, ти ако се радуваш 50% и плачеш 50%, кај мене едното и другото по стотка, разбираш. Аха, да. Тој момент не може да го почувствува никој, додека не е твој дете да се бори. Значи, тие моменти на да не гудри, да не го повреди, тие ги немам више у тоа, ми се помината работа е. Сега ги имам оние другите технички моменти. Например, ако прими удар у глава, ја не викам, леле, ќе ударат у болница, ќе иде потрес на мозок имаш и не ги правиме тие работи, туку гледам, ту не напрески важа, не знам, ради тоа, значи гледаме малку на друг момент. Иначе, секој родител, пази, детето што ќе му постигне животот нешто, па да е, не знам, некој натура по математика, ти е прво место, ти е мерак, разбираш. Сега дека замисли цела држава те гледа, те бодри, тоа ти е пута 10, да кажам, знаеш. И сега, ама па тоа ти е, пази, тоа се тие инекции што ние тренерите ги добиваме од време на време за да продолжиш да работиш. Нормално. Иначе ај продолжи да работиш, стигни до ова, ние цел живот работиме без пари, само даваме пари. По тоа време да го ставиш во некој бизнис, а ти го правиш од кејф. Браво. Да, има ли кејфот некад да се сврти, да не биде само од кејф, него да има и пари. Па еве сега да има некој динар за децата, тоа ти кажувам сега, отишол сме, ја од шопот, еве тренер ќе сме дал рашгарди, не знам, торби, еве са другиот спонзор плати, па сме платиле пат сместување, што буквално отишол онда се такмичи. Он е тука најак, така. Негова задача е да донесе медаја не за мене, за Македонија, за тимот, за него. За него председа. Значи тука се радувам и ја како тренер, татко, мајка му како родители. Другарите се радуваат, од нас алба му се радува, држава се радува. Тоа се. А после ова, мислам, кога се вративте, имате ли вака ве викаат ли за гостување по емисија? Па да ти кажам, не викаат, еве денеска сме кај тебе, утре сме Моцарт, па сме Сител, па друг подкаст има, па знаеш сега е. Добро, мислам дека на овој начин малце ќе се крене на едно подруго ниво и ќе Ама и мора да се крене. А мора да се Мора да крене. се крене затоа што ја не пази, не викам дека другите спортови не чинат и се полесни. Секој спорт има своја специфика. Ама дека е терсене, сега идеме на светско првенство у Узбекистан. Повреда се деша. Што правиш? Ќе сутебаш пари да рака да скаш. Например, само што дојдовме во Узбекистан на вакво, седнуваме на трибини, јас, Стефан и Дани, што е убаво. Вториот кафес, прави њарбар, девојка рака ти ја скрши, овака рака ти. Само што седнаме. Зашто не тапнала та... Па нема момент е тоа, знаеш, возбуда адреналине. И ти треба да седиш, да си речеш, мајко. Тоа се тие работи вака, ако ќе се решат, да речам, од тие механизми што треба да ги има нормално од секој спорт, е многу лесно после. Ја ќе го вежбам, тој ќе вежба, платен му е пат. Да. Нас убиџаше што ни се деси пред 2 години, ги спремам Дани и Томи за првенство, идеме у Истанбул, 1300 такмичари. Аха. Се вика European Championship, ама цел свет има. Обичаше дозволено. И направија попара, деца, направија попара. Дани се бореше кимоно, без кимоно, у Гран При, 3 медали зема. Томи зема злато исто и требаше ние да отидеме за месец дена на светско. И отидовме у агенција. Наумче беше тогаш председателе, не се секира, ќе завршиме работа. Супер. Отидовме, брат, се вративме, земавме медали. Што мислиш, отидовме на светско? Не. Зашо не дел? Нема пари. Нема пари. Динар немаше на тоа. А требаше да
Па помогна, требаше, така. после знаеш како е, нема пари од овој фонд, од оној фонд нема, од овој фонд нема, од оној фонд нема, не отидов. Децава, таа е многу преотна година за 11-17-18, пошто ќе се такмичеше у две категории. И под и над може да такмичи. Разбираш? Да, Вчера ние Дани нека каже, има ли болја работа? Химна ти пеат, знаме, браво Македонија, браво Македонија. како не. Се карав со тие, ежиш, од арена му викам брат, доставя тоа Норд Македонија, но за србите знаете дека не нервира нас Норд? Вие Норд. намерно, да. Не, ој цело време добро беше. Дури Македонија викаше, не Македонија. Добре, значи има напредок. Па треба тие се и докторот потпише, ој вика како да пишам сега Норд, не пишам Македонија ќе пишам. Добре. Баш ме радат. Ама ние така треба да правиме дипломатска војна надвор. Пази ти. Секој помалку. Да, Ти таму, секој. ти таму, ти таму, ти таму, ти таму. Ама и ти правиш еве рецимо Македонија сегде се спомна само Македонија и ќе ти пише некој. Да. Пише. Јас се наљути. Оу, Зашто вика овој не ја пее химнат? Да. Ов мори мајко ми. Нема ти се убунила, завршува борбата, сите Да, аплодираат, тука не да, знаеш ти што се не знаеш дешава што и ти се дешава. А Дани, ај кажи ми сам да те прашам, колку е важно не физичката подготвеност, него психичката, менталниот склоп за да влезеш у ринг у кафес, пошто не знам, не ти е страв, не знам кажи не ми. е страв, ама добро, возбуда чувствуваш онака трема. Одамна немам почувствувано трема, бидејќи убиѓаше кога се борев. Не ми беше више го надминав тој период на трема и окей, олабаве, ама сега го имаме дека ми е ново. И уште ме држи така и дури смешно ми паѓа, тоа зборимаше татко ми викам, леле, викам, ова не сум го имала. Добре, не знам колку години, ја вака да се тресам што се вика, не сум го имала овој момент. Адреналината. Па добро, да, ама лани, например, кога се борев на европското, не знаем што да очекувам. Добро, лани прв пат Добро додо. дека си Да. била прв пат. Прв пат не Не знам знам кај што нос. не знам дали се посврсти технички подобри, пак стендапот не ми беше нешто најдобар, викам леле ако ми удри некој ќе ме седне, викам срамота. Доле ај викам ќе се снајдам, ама и ми беше пак тој момент на несигурност, што знам. Ама сега полека како и да турнирите се намалува, тоа се Еве, сега имаме страшен метод на тренинг. Благодарение на наш пријател од Цар Душан Силни, тој е клуб у Нови Сад, на Немања. Човеков беше тука неколку пати, ние бевме таму неколку пати, имаме секојдневна комуникација преку интернет. Буквално неговиот принцип на не на тренинг, туку да размислување го пресликавме кај нас. Тоа Го прилагодивме малку и за година дена имаме страшна разлика. А има ли као на пример тренинзи као психички да те спремат да Нема потреба. влезеш или нема Знаеш, гледај, Или- имаш тип на припреми кај што порано ние склекови, чучеви, трчај, рипај, вреќа, точак, водно, скали, немаш потреба. Значи само по себе си доаѓа. Немаш потреба. Систем направивме таков да буквално еве ние година дена ништо не направиле овие од таа кондициона припрема, буквално, затоа што немале потреба да направат. Едноставно системот на тренинг и на работа ти дава некоја сигурност, поминуваш сати у некои моменти, пази, не можеш само тоа да го правиш. Си се развиваш се, ама го разбравме концептот како е. Да. Сега само се надоградуваме, еве нешто направивме. Белград бевме сместени, ние у средата, ја и Дани отидовме у Нови Сад, кај Немања да вежбаме. Аха. Не да вежбаме да се утепа, туку да влезе у шем. Што направивме у петокот, према саботата дојде Стефан, вика, вајки да пак до Нови Сад. Па запаливме говата, па до Нови Сад. Да видиш, да чуеш, да ти остане у глава. И со тоа го пресликавме кај нас и тимов прави добре прошли пат на Белградски победник. 8 такмичари, сите 8 победија, 16 борби имаме, сите победија први бев. Тоа не е случајно. Да. Мислам све е пракса. Данија, на пример, не ти паднало некад на памет као еј, шо ако ме скрчат сега раката или не знам, да ме удрат по вилица. Па не знам, пострашно е од моментот дека ќе изгубиш дека рака ќе ти Кој скрше. ја рака у тие моменти? Значи, не на крај памет тоа. Да, ама баш последно доаѓа. Тоа е фајтерски менталитетот на трима. А оние техниките што ги учите, нели, Аха. дур се мислам на тренинзи се, тие се применуваат, нели тогаш еднаш у едно интервју те прашав дали тие техники што ги учиш ги применуваат луѓе надвор, дали овие се применува, се да, применуваат гледаш, се борбата е реал. у борбата. Тука нема на ти раката, фати ме, ќе те фрадам, ќе ти направам. Или Ај нападни ме ваме, ќе ти направам ваму, кој што сме работили ние порано. Не функционира. Најголемиот момент од кај да знам како ќе ме нападне. Да. Од кај знаеш како ќе те нападне. Ти ќе се спремиш со сите вештини, ќе доеш, ќе иде пишло, ќе те... Да. Сакаш?
Значи не знаеш со која динамика како ќе се развиваат работите. Данија, кажи ми после злато, што е след друго злато светско? Да. Пошто тоа знаеш, не е онака- Ивица како кај нас, извини што те прекинав, ќе освојат нешто нашиве и како после ај го освоив, тоа се откажувам. Доста. Да, доста. Не, Таков ние тек сме се залетале, чекај се ране. Да, па мене ми Сум има не дај Боже нека повреда сам иначе. Да, не више, да Боже. што знам, година и пол веќе сум у ММА. Уште ми е ново. Ама онака желба ми е светско аматерско да го освојам и после тоа следна година Да влезе во профи. Аха. Ни сега имаме понуди за профи, ама рано. Мора да има прво, второ деление, трето, ме разбираш да си тераш по некој да натепаш искуство, да не влезеш да ќе го изгориш борецот така се. Ако влегуваш у профи, тоа е сигурно многу посериозно. Па да, други ракавици се, опремата е друга, правилата се други, удари со лакти у глава, удари со колена у глава, например. Многу ме интересира дали некогаш ти би ја пуштила, она дали би се борела како што се бори Васо Бакочевич у Бернакал? Да. И дали Па што Па- там не ме влече толку. Та пази, денеска ге. У Америка спортот го викат ентертеймент. То таму помина навака и са буквално све има. Еве, Кевин Леврони кога беше тука, например, вика ми пиша пољациве, сакав да се спремам 4-5 месеци, не знам, негдека, и да имам борба со некоја позната личност од Полска, некој билдер, у ММА. аха. Значи, двајца билдери кои што се легенди, сакаш да ги стаиш, зашто набриш пари. Да бе, тоа е загледано И за тоа пари. денеска е све пари, гледај Тајсон и овој, сега што направи, ја? Да. Да разбираш. Джек Бламажа, не бламажа, Ама си ги да се напунија напунија џебоите, кеш, ете така. А Тајсон има 500 години, не може да се тепа, не може. Сега да пуштам 20 кај мене да се борат, никому ништо, ама да пуштам да се бори Бомбакис против не знам некој друг подкаст. Ќе има драма. Ютубер овона, ќе биде, знаеш, циркус не биде. Да, и пари ќе се напунат сите, реално. Ама и не, и тоа е интересно, еве ми Таско вежба, каде се исто ми вика од Белград ни пратија, сакаат да прават шоу таму, познати личности, не знам, пејачи ваму таму. У задруга да не лага. Не, не знам ќе опрашаш, не знам. Не знам дали за задруги. Мислам дека добро си поминавме, кажавме се Па, пола се. саат за да го задржиме вниманието на гледачите. Ама не, тоа е тоа. Јас сакам да ве испоштувам прво од моите спонзори, од кои Сум ја. едни од спонзорите сте вие. Тоа вие ќе си земете што Ќе си сакате направиме кога се од продавница. направите си. Дани, може тука да ми го даеш тоа? Ова ќе се чува. Да, кесичето ова е за вас од Алфи Техно Центар, можете се да најдете за вашиот дом, знаете. Ова е од мене подарок. Извади. Видете, може не ви. Ќе ви се најде. Да, тоа За стерче превалира. нештата. Тоа стерче е секогаш добро дојден. А од вашите суплементи можете Да си земам што сакам. земеш што сакаш. Сега да ти дам ја една мајца од тебе, не? Нека Не се сум ти ебана. дал. Па тоа Не, ще дај ми го медалјата да се фалам по народ. најновата е. Најнови да ги направи по оваа е со стварно добар квалитет. Еј, ова за вежбање, знаеш дека ќе Па прва лига ти. Да, фала ти Здравија се многу. носиш. Вие ќе го посетите и шопот на The Strongest и перформанс центарот и јас таму пизвам, не знам дали гледате, многу сум прејак сум се во моментот. Ивица, фала ти за дружбата. Фала ви за Се гледаме не у сала, ама да поише од ви пола фала. сат. Да, поише од Мора да пола сат. зголемиш. Да, го зголемувам, ама со А, по време. 15 минути бар. Да, по 15 минути. Фала ви уште еднаш и не знам ако сакате да кажете нешто на гледачите, повелете. Јас немам ништо да кажам. Да ги поддржите за све, за што и да треба, кај да се борат. Пратете ги The Strongest, таму често објавуваш ти се. Да. Пратете ја Дани, ќе ви оставам на почеток исто Инстаграм од двајцата и да ја бодриме Македонија. Од мене толку, од Господ повише. Се гледаме во друга емисија. Чао, чао.